Прекрасно е чувството да биде човек со волку многу дечиња овдека, поготово кога се сите весели и сите се срекни. Така ли е, дечки? Весели, срекнели сме? Да им мавнеме на сите што не гледаат, драги гледачи, ова се дечињата од градинката 8 март во полн состав овдека, значи не само дечињата и нивните наставнички се овде. Прекрасен амбиент и атмосфера направи значи ова наше дружење денеска со Мечето Лино. Дали сакате да го викнеме Мечето Лино сега да дојде меѓу нас? Бевме умни, ги слушавме нашите учителки од Сабајле и го земавме значи оброкот. Сите јадевме, кој не доручкуваше да видам, има некој, а кој доручкуваше да крене 2 прста? Јадени сме сите. Храната беше прекрасна, полни сме со минерали и полни сме со витамини и сега може да го продолжиме значи овој напорен ден кој што ќе ни донесе многу игри, многу песни и многу забава. Така е, дечиња? Значи ние спремивме културно-уметничка програма, а пред се мораме да го викнеме уште еднаш кај Мечето Лино да се врати овдека да го поздравиме. Лино замина далеку во планина и сега мораме да го викаме, ајде 3-4 и да го викнеме. Лино, 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 Лино. И сами сте сведоци, значи, колку многу љубов има денеска овдека, драги гледачи. Его Мечето Лино, која тука постојано додарува љубов, не само на овие дечиња, значи, од градинката 8 март, туку и на сите други дечиња ширум Македонија. Така да, ова, значи, денеска што се случува овдека е програма која што овие неколку месеци наназад траеше ни сите градинки во цела Македонија. Ево, драги гледачи, уште еднаш ка видите, значи, за каква дружба станува збори, колку многу децата го сакаат и го обожаваат Мечето Лино.
Многу мафтање, гучкање и бацување до сите оние кои што не гледаат. Здраво, драги гледачи, рано на Сабајле супер звездите одат во нова авантура. Денеска се наоѓаме во фирмата што се вика како? Подравка. Денеска сме гости во фирмата Подравка. Што има тука, знаете ли, дечки, а? Што има, Стефан? Што има тука, да ми кажеш ти? Има лино. Има лино, друга што има? Знаете што има? Што има, Злата? Има супи. Има супи. Ти знаеш што има кате? Има паштети. Има паштети, супи, има храна, лино, има се што сакаат дечињата и се што сакаат нивните мајки и татковци. Приветуваме емисија каква што немало досега, да им пратиме бакнежи, да им мафнеме на сите оние кои што се денеска заедно со нас. Во изминатите две емисии се дружевме со Лино. Овој пат дојдовме да видиме од каде Лино ни доаѓа нас овдека. Дојдовме да го посетиме представништвото на Подравка. Да им пратиме многу бакнежи на сите оние кои што не гледаат. Одиме ние во Подравка, а вие, драги гледачи, доаѓате по нас. 3-4. Драги гледачи, се наоѓаме во фирмата Подравка. Веднаш со мене се наоѓа директорот на маркетинг на фирмата Подравка, кој ни доаѓа од Хрватска, а тој е господинот Саша Грегорич. Добре дојдовте во Супер Звезда. Фала лепа, добродошли ви у Подравку. Фала ви многу. Како сте, господин Саша? Па добро, иде помало ви. Одлично, супер. Денеска имаме невиден амбиент и атмосфера. Да им пратиме многу бакнежи на сите драги гледачи кои што ни гледаат во моментот, да видат каков амбиент имаме овдека во Подравка. Денеска се дружиме, драги гледачи, со мечето Лино кој што е тука. Ајде брзо да го гушнеме и да го бациме, да видат нашите гледачи колку го сакаме. Со мечето Лино поминавме две прекрасни емисии. Ова е третата емисија, значи кога дојдовме во Подравка да направиме нешто специјално. Денеска ќе имаме една хуманитарна акција, така ли, господин Саша? Тако е. Имamo хуманитарну акцiju koju smo provodili kroz dječje vrtiće kroz celu Makedoniju. Akcija se naziva Lino ti daruje igračku, a danas ste vi ovdje tu da mi pomognete. И ќе помогнеме, да, ќе помогнеме ли во наградната игра? Супер, кој сака да помогне? Денеска, драги гледачи, ќе им даруваме играчки на оние дечиња из Македонија кои што немаат. Лино, значи, направи една хуманитарна акција како никој друг што не направил до сега, но претходно да поставиме некои интересни прашања. Господин Саша, ќе ни кажете ли нешто за вашата фирма повеќе? Uvijek nema problem. Има ли некој прашање спремно да видам 3-4? Кој? Ајде, 3-4, кате повели кој е твоето прашање, Злата? Добро утро, јас сум Катерина Бездаровска. Сакам да прашам што е Подравка. Прекрасно прашање, фала ти, Кате. Господин Саша, што е Подравка? Podravka je najpoznatija prehrambena industrija, postoji preko 60 godina. Proizvodi njezini su poznati na širem području bivše Jugoslavije. Najpoznatija je Vegeta. Začin od Vegeta, da, popularno Dodatak jelen. Dodatak za jedenje. Tako je. Zatim ima veliki asortiman Podravka supa. Također ima Lino dječja hrana, kviki pereci i ostali proizvodi koji se koriste u svakodnevnom životu. Da li некој од вас јадел нешто од Подравка до сега? Да? Кој јадел од Подравка? Злато, ти што си јадел? Јас сум јадел супа. Супа. Одлично. А ти, Ката, што си јадел? Ја и супа. И ти супа, сите супа јаделе од Подравка. А ти, Стефан? Јас сум јадел лино. А ти си јадел лина, а јас сум јадел шпагети, драги гледачи. А да видиме оние кои што јаделе лино, колку големи ќе растат. Лино, ќе ни покажеш ли колку големи ќе растеме сите ние што ќе јадеме здрава детска храна? Браво. Точно ли е дека лино е здрава детска храна? Tako, Lino je dječja hrana, je zdrava dječja hrana, puna je minerala i vitamina i koristi se od 6. mjeseca života. Еве сега почна да станува широко прифатено и во Македонија, а дали е исто така широко прифатено и во Хрватска? Tako je. To je lider proizvod smo u Hrvatskoj također. Така, баш ми е драго. Имаме ли уште прашања? Ајде да видам, кој има некое подготвено прашање од вас, дечки? Повели? Добро утро, јас сум Ивона. Сакам да прашам колку има вработени во Подравка. Така, знаеме дека Подравка е многу голема фирма. Колку вработени имат во Подравка? Podravka ima preko 5000 zaposlenih. Poslujemo u preko 40 zemalja svijeta. U Makedoniji nas ima preko 30 ljudi. Во колку земји низ светот се продаваат производите на Подравка? Јас сум сведок дека низ европските земји и ги има вашите производи. Prisutni smo na svim kontinentima i skoro nas svagdje ima preko 40 zemalja svijeta. Посебно ни е драго денеска што сме гости во една ваква фирма. Се радувате ли вие, дечиња, што сме гости денеска овдека? Да, кој е радосен да видам да крене два прста? Супер. Кој е најмногу среќен да крене уште една рака горе? Браво. А кој е пресреќен да каже сега, дечки, знаете ли каде се наоѓаме?
Се наоѓаме во канцеларијата на директорот на Подравка Скопје. До мене се наоѓа господинот Рајко Господнетич. Добре дојдовте во Супер Звезда. Hvala, dobro me najdem. Како сте, господин Рајко? Pa dobro, mogu malo hrvatski. Да, апсолутно. Ne sakam da zgrešim. Znači, uvek kad se radi o djeci i pomoć koju dajemo djeci, ja sam zadovoljan jer priznajem slab sam na djecu, a i Podravka kao takva je kompanija sa srcem i nastoji gdje god može da pomogne u svakom trenutku. Кажавме дека овој пат направивте една хуманитарна акција и дека направивте исто еден посебен маркетиншки потек. До сега вашиот маркетинг не бил насочен во донирање храна. U principu da, znači zna se kako funkcionira marketing, koji su pravila, odnosno putevi kako se to radi, međutim ovaj put je firma odlučila, znači mi smo predložili, a firma Centrala je odlučila i odobrila da napravimo ovakvu akciju, da dio sredstava koji bi inače išao u klasični marketing presmjerimo u jednu, ajde da kažemo, humanu akciju, a to je doniranje dječje hrane u vrtićima u Makedoniji i istovremeno prikupljanje igračaka, i to, hvala Bogu, veliko broj igračaka za nezbrinutu djecu ili djecu bez roditelja ili siromašnu djecu i Така, благодарам, значи кажавме и дека имам уште еден гостин, а тоа е државниот секретар кој што ни доаѓа од Министерството за труд и социјална политика, господин Душко Миновски. Добре дојдовте во Супер Звезда, господин. Редно беше да ме повикате после толкова емисија. Како сте добри? Па добри, не може да не се чувствува човек добро во еден ваков амбиент, да речеме, окружени со вашите дечиња, односно нашите дечиња. Така, фала ви многу. Кажавме дека ова е еден посебен повод поради кој што денеска се соборавме овдека. Значи тоа е хуманитарната акција која што ја направи Подравка. Дали Министерството ја поддржа оваа акција? Па дефинитивно, знаете, ние сме влеговме во еден амбиент каде што навистина владата прави максимални напори и тоа, знаете, не можете се сами да направи. Нашето Министерство за труд и социјална политика особено има програмски активности кои се однесуваат на деца од сите категории. Деца без родители, деца со хендикеп, деца во детските градинки и така натаму. И во тој контекст, доколку не бидат вакви симпатични, да ги кажеме пред се, а многу сериозни и одговорни кампањи кои ни подигаат свеста пред се на сите чинители, значи имаме правни субјекти, имаме стопански успешни организации, имаме на ниво на локалната самоуправа и други субјекти кои што се должни да дефинитивно ако успешно работат и да промовираат, значи да не ги правиме сите оние силни коктели и забави да заврши само на тоа, туку да има еден траен ефект и во подигањето и анимирањето на јавноста на сите граѓани. Во овој контекст беше изворена идејата, значи преку промоција во детските градинки, тоа господин Господнетич убаво го кажа, сите сме чувствителни на таа категорија, значи на нашите дечиња, да бидем преку симпатичен проект каде што ќе се донира училишен провер, храна, чоколино и така натаму, да дојдат до ситуации да се прибираат играчки за оние деца кои за жал кога доаѓаат овие прекрасни мигови кои што се новогодишните празници, не можат сите да си приуштат и да добијат играчка. Значи им го исполнуваме сонот, наистина многу практична, многу комплементарна и многу симпатична идеја. Значи Министерството безрезервно ја прифати и ја поддржа, така да имаме многу коректна соработка. Успеавме да стигнеме во голем дел од градинките, не ме држите за збор, ми тоа планираме до година исто така да промовираме повторно, да продолжиме да има таа еден свој логичен редослед. Дали сте задоволни од ова што се постигна во соработката со Подравка? Па во секој случај, знаете, не е само материјалното. Значи ќе се дојде, ќе се добие нешто, ќе се распредели. Многу е поважно и флуид што се ствара. Значи се анимираат децата преку забава, преку игра. Значи се анимираше ситуацијата околу доживувањата и дека најважното се е дека они рачунаат дека треба да дадат за некои други деца кои што немаат. Значи она чувство дека треба да се споделува, не само да се добија туку и да се дава, е многу важна поента во целиот тој воспитно образовен процес што го добиваат дечињата. Значи во овој контекст сметаме дека исклучителна е акцијата и се надеваме дека и не само што се надевам, него сигурен сум дека ќе продолжиме, затоа што има повеќе кратни корисност и ефект. Сакам да го прашам господин Рајко, дали вие сте задоволни од соработката со владата и со министерството? Da, to sam propustio u početku da kažem. Znači, vjerojatno da ova akcija ne bi ni možda ni 50% bila tako uspješna da ne bilo maksimalne suradnje i znači maksimalnog odziva, posebno gospodina Minovskog koji je praktički na naš prijedlog odgovorio za 2 dana. Što je nama neobičajeno, jer ipak znate kako te procedura idu i to je nekakva birokracija, tako da kažem, ali ovo je bilo fenomenalno, mislim. I zato smo uspjeli na vrijeme sve napraviti da se to dođe prije Nove godine, prije Božića, da to napravimo. I ovo što je gospodin rekao, znači ta djeca stvarno treba da dobiju i da znaju i da se pravi jedan uzajamna jedna link između njih, da mala djeca nauče da se moraju odreći nečega da bi oni koji nemaju da imaju.
Така, ви благодарам многу и ви благодарам што Подравка е фирма која што покажа како треба да постапиме со децата и колку треба да бидеме хумани. Hvala, bilo mi zadovoljstvo i mi ćemo sigurno nastaviti koliko u našoj moći, jeli? I koliko nam centrala dozvoli, a osim toga i prije smo to radili, pa ovo je samo jedan nastavak, ali najznačajnija akcija koju smo do sada radili. Фала ви уште еднаш. Господин Душко. Би сакал во приликата скромно да речеме во духот на нашето министерство, не дека сме социјала, имаме некои одредени средства, меѓутоа чисто една благодарница за господин Нетич и неговата фирма. Така. Еве, драги гледачи, еве и благодарницата, значи. Лично од министерот. Така, да, така, да. Директно благодарница подпишана од министерот за фирмата Подравка за нивното учество. Приклучiti svim ovim tu благодарница. Голем аплауз вечења, браво, да сте живи и здрави. Ете така да се множат вакви хуманитарни акции, да се множат вакви дружења и едноставно видовте дека со еден ваков хуманитарен гест, значи Подравка направи нешто што малку фирми го направиле во Македонија и сакам уште еднаш му се заблагодарам на Министерството и на господинот Душко Миновски за експресниот одговор и за прифаќањето на ваквите акции. Благодарам и за вас, за тоа што делувате афирмативно и без медиумите дефинитивно нема да можеме да го прокламираме понатам. Благодарам. Апсолутно. Фала на сите дечки. Ајде да им мафнеме на сите оние сега кои што не гледаат, да им пратиме многу бакнажи, а сега одиме да ги видиме играчките. Тука ли се играчките? Da, tuka su u sklad. Да, господин Душко, донесени се сите овдека. Да, мора ви кажа дека половина или нема уште. Меѓутоа е голем број. Голем дека еден дел не е донесен, еден е донесен, но ќе се исплашите, драги гледачи, колку многу играчки се собрани, значи неверојатно е колку беше прифатена оваа акција низ цела Македонија и значи од сите страни на нашата држава пристигна играчки кои што се наоѓаат денеска овдека. Одиме да ги видиме. Впрочем да видиме колку беше голем одзивот за оваа хуманитарна акција која што ја направи Подравка во соработка со Министерството за труд и социјала. Одиме тамо. 3-4. Стефан бе? Там, Што правиш бе? ништо. Добар си? Добар, Јадеш ли ти лино? да, Колку јадеш? многу. Тие што јадат лино, колку големи ќе пораснат? Најголеми, а? Најголем. Како кого? Како Чичко Рајко. Кај Чичко Рајко да го покаже? Его Чичко Рајко, директорот на Подравка да пукне. Јаде ли Чичко Рајко лино? Da, i ušte deneska. Кој све вкусови ги обожава Чичко Рајко? Ja su voćni frusovi. А, ти овошни таа медолино? Voćni medolino, da. Кој сака фрутолино да видам? Јас сум по медолино, а чоколино кој сака? Сите јадеме лино, јаде ли Чичко Душко чоколино? Веќе одамна немам и тоа сигурно на времето да. Така, затоа јас сум еден од оние кои што јадеше и порасна со чоколино. Денеска значи во оваа хуманитарна акција на Подравка собравме многу играчки, кажавме дека ќе можат нашите гледачи да ги видат. Впрочем, еве ги играчките се наоѓаат овде. Ова е моментот кога Подравка ги предава играчките во рацете на Министерството за труд и социјала, кое што понатаму ќе ги дистрибуира до сите оние дечиња кои што немаат играчки. Што ќе направите со овие играчки, господин Душко? Па значи они ќе се класифицираат спрема меки вакви таки играчки, нели, и ќе се однесат во Центар социјална работа на град Скопје, од каде што ќе се дистрибуираат значи на сите оние дечиња во згрижувачки семејства, ставени по старателство, што има дечиња кај внатрешно раселените, потоа во дневните центри за деца со посебни потреби, така натаму низ цела Македонија. Значи ќе организираме една манифестација, али тој ќе биде складирани таму и после тоа ќе се направат во вид на пакетчиња и ќе се дистрибуираат. Така, благодарам. Кажавме дека Подравка поддржува хуманитарни акции. Дали ова прв пат Подравка да прави хуманитарна акција? Prvi put je na ovaj vid u suradnji sa ministarstvom. Inače, sami inicijativno smo radili takve akcije, pomagali smo humanitarne organizacije kao REA, Međaši, Samarijanin i to već godinama. I mnogo dobro surađujemo sa gospođa Vera Blagojević. Господин Рајко, јас добив информација дека од господјата Вера Благоевич, која е председател на Сдруженијето на хуманитарните работници, оваа година сте номинирани за хуманисти на деценијата. Значи Подравка Доел Скопје е номинирана за хуманист на деценијата. Точно ли е тоа? Da, točno je. Dobив pokana na 20. dekembri u Bitola. Će ni predaditi ta povelja, što li je. I nama je to u svakom slučaju mnogo drago nam je, ali mi to ne radimo zbog toga. Mi to radimo zbog toga što stvarno želimo pomoći gdje možemo, posebno djeci. I to radimo godinama, tako da ovo je najveća akcija, kao što sam rekao do sada. Ви благодарам што имаме една ваква фирма со која што може целиот Балкан, не само Македонија, значи Македонија, Хрватска и сите овие земји кои што се на Балканот да се гордеат. Фала ви многу. Јас сакам да ја заблагодарам на владата на Република Македонија и на
вашето министерство за учеството во вакви хуманитарни проекти и за тоа што ги помагате оние дечиња кои што реално немаат и за тоа што ги помагате и сите оние други луѓе кои што спаѓаат во социјалата во Република Македонија и правите од ништо да се направи нешто. Благодарам многу што беше. И сакам во овој момент да се заблагодарам на главниот организатор, значи фирмата без која што ова немаше да биде реализирано, станува збор за Агент.нет, така ли беше? Токму така. Фирмата која што направи низ Македонија да бидат посетени вкупно 181 градинка, 16.000 деца со помош на Подравка да добијат бесплатен подарок. Ајде сега еден голем аплауз, значи за Подравка, за Министерството за труд и социјала и за фирмата Агент.нет. Да ни бидат живи и здрави, а сега дое моментот да го поканиме кого? Нашето мече, кое најмногу си го сакаме, мечето, како се вика? Ајде да го викнеме, Лино е тука некаде, дали знаеме каде е, да го викаме 3-4, Лино, 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 Лино. Ајде да го викаме да дојде, ево го Лино доаѓа, Ви имавте, драги гледачи, лудница, паника, журка невидена одека во фирмата Подравка во Скопје. Како се поминавте, дечки? Ви се допаѓа ли целата оваа хуманитарна акција? Драги дечиња, ова позади се вашите играчки и благодарам на сите оние кои што учествуваа во оваа хуманитарна акција и кои што донира играчка заедно со мечето Лино. Одиме понатака со тоа што Супер звездите, ќе ни помогнете ли сега во една многу интересна работа? Треба да ги поделиме играчките на оние за поголеми деца, на оние за помали деца и оние за најмали деца. Значи, на бебињата ќе им даваме малечки плишања, на оние момчињата ќе им даваме аутца, авиончиња и што друго требаше, тие со мачување едни и колички, а девојчињата што ќе добиваат? Барбики, брат кукли и мечиња, ете така. Аплауз уште еднашка за фирмата Подравка, за Министерството за труд и социјала и за фирмата која сето ова го организира Агент.нет од Скопје. Сега тука се подароците за сите вас кои што бевте добри, кои што дојдовте денеска во Подравка. Ајде сега го гушкаме, го бацуваме, го сакаме Лино, а Лино ги дарува супер звездичките кои што денеска беа гости. А на вас, драги гледачи, ви благодарам. Да бидете живи и здрави, се гледаме повторно во следната емисија, се гледаме во сабота во 10 часот на Канал 5. Чао, пријатно и до гледање. Чао, 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 чао!